mktenis.mk денес има чест да разговара со државниот шампион во тенис во женска конкуренција Катарина Маринковиќ. Катарина, ти потекнуваш од тенисирско семејство. Кои беа твоите почетоци? Па да, мојот татко е тренер и логично е како и тој, јас да продолжам со тенисот, како и мојата постара сестра. И на 7 годишна возраст почнав официјално да тренирам тенис, но претходно многу време проаѓав тука во тенискиот клуб каде што работи татко ми и се навикнував полека на таква средина. И како што кажав, почнав на 7 годишна возраст, значи веќе 9 години константно тренирам. Кажи ни нешто и за твоите две сестри. Па вака, имам една постара сестра која е 2 години постара и таа како и јас, како мала почнала да се занимава со тенис, интензивно се занимаваше, имаше забележителни резултати, но од кога се запиша на факултет, запиша медицина, го запостави малку тенисот, бидејќи е навистина тешко, но се уште знае од време на време да игра. Помалата сестра сега има 9 години, тренира исто така тука во детските групи и имаше освоено голем број на детски турнири во зелен тенис, тренира, па ќе видиме, се надевам и она ќе биде успешна. Сега си државен шампион. Кажи ни нешто повеќе за учествата и резултатите на државните првенства. Државните првенства се најважните турнири во текот на годината, значи има голем број на отворени првенства, но државните се тие кои официјално ќе покажат кој е најдобар во државата. Оваа година, 2015-та, и минатата ги имав најдобрите резултати на државни првенства, со тоа што бев државен првак и до 16 и до 18 години и во конкуренцијата за сениорки, значи во отворената конкуренција. Кој е твојот највисок ранг на ЕТА и ITF? Па до сега најистакнат ранг на ЕТА ранглистата ми беше 13-та во Европа, тоа беше минатата година, значи 2014-та. Завршив 13-та на Race to Masters листата, што значи дека неколку места ме делеа од мастерсот кој се играше во Италија. Првите 8 играчи играат. До сега немав некои позабележителни успеси на ITF турнирите, бидејќи не им бев многу посветена, сепак допрва ќе почнам со нив, имам уште 2 години. Оваа година завршив околу 700-то место, ми се чини на ITF ранглистата, што не е многу добро, но не е лошо, поради тоа што конкуренцијата е многу поголема. Кои позначени успеси можеш да ги издвоиш од твојата досегашна кариера? Па најзначајна година ми беше 2014-та, како што кажав, кога завршив 13-та во Европа. Тогаш бев со 2 титули на европски турнири до 16 години, имав едно финале на втора категорија, четвртфинале на прва категорија во Софија, имав уште едно полуфинале тука во југ во Скопје, значи значителни резултати на европски турнири кои ме донесоа на тоа место. Кои се твоите планови поврзани со иднината? Па пред се план ми е да останам во спортот по секоја цена, ради тоа што сепак со школа е потешко од како тргна во средно училиште, бидејќи сум во Јосип Брос и морам да одделам време за школата, но сакам да останам во спортот и секогаш пробувам да дадам максимум кога тренирам, да тренирам најдобро што можам и да одделам време секогаш за тенис. Нормално во летната сезона тренизите ќе бидат поинтензивни и ќе се обидам да дадам се од себе и на понатамошните турнири, па ќе видиме каде ќе ме однесе тоа. Твојот татко е тренер, но кај многумина тоа не е така. Како сметаш дека треба да се постават родителите на јуниорите? Па, јас би рекла дека тоа што татко ми е тренер е предно за мене во тенисот, поради тоа што тој бил и поминувал низ истото тоа што јас поминувам, ги има почувствувано истите работи, значи знае како ми е во секој миг и секогаш знае кој е вистинскиот совет кој треба да ми го даде. Значи никогаш не може да очекува од мене некои нереални работи, туку знае колку треба и колку може. Секогаш ми го дава вистинскиот совет, како што кажав. Тоа што го имам забележано кај многу родители, тоа што знаат од своите деца да бараат нешто нереално, што не би можел да се очекува, значи родителите би требало да ги знаат предиспозициите на детето и да не го притискаат тоа да прави некои резултати кои се едноставно невозможни, туку да им ја дадат слободата на децата да гледаат на тенисот како нешто пропратно низ животот, што ќе им даде искуство плюс тоа да не биде притисок дека мора да се успее, дека мора да се направи резултат, бидејќи тоа предизвикува страф и децата не можат да се ослободат и да го дадат својот максимум. Дали Катарина има хоби во кое што ужива за да се одмори малку од тенисот? Па, како и сите деца, уживам да слушам музика.
малку повеќе време поминувам на телефонот колку што треба, ама тоа ми е така за забава. Нешто што најмногу го сакам е да излегувам за викенди, да проаѓам време со другарки. Секој викенд би рекла дека излегувам. Кога имам турнири знам да го намалам времето, но сепак кога и да сум со децата што се дружам со друштвото ми е интересно и тоа сакам да го правам. Како влијае играњето тенис во јуниорските денови на другите твои активности? Па секако дека имам помалку слободно време отколку другите деца. Имам и други активности, сепак го немам запоставено училиштето. И на тенисот едноставно гледам на нешто што ќе ми даде искуство плюс. Јас давам секогаш максимум и сум задоволна со досегашните резултати, но не сакам да испадне дека ќе го запоставам своето школо и понекогаш ми е навистина тешко. Не ми се доаѓа на тренинг, поготово кога е ладно. Не сакам да пропуштам искачање ради тренингот, но кога ќе размислам дека секој тренинг понатаму ми се исплати наредниот турнир, тоа ми дава мотивација и едноставно продолжувам да тренирам и имам план така и да остане. И доколку не е играњето тенис, која би била твојата професија? Па се уште се немам определено точно за некоја професија, затоа што би рекла дека има повеќе работи кои ми одат, но добро што јам со биологијата, ме привлекува молекуларна биологија, значи такви експерименти во лаборатории. Во продолжение разговараме со таткото на Катарина, Дејан Маринковик, тренер во тенискиот клуб Југ и селектор во македонската Девис Куп репрезентација. Колку години работите како тренер со јуниори? Па со јуниори работам од 1998 година, практично од моето доаѓање во тениски клуб Југ, па се до денеска. Како ги препознавате децата кои се талентирани и кои може да напредуваат во тенисот? Па јас како тренер во тениски клуб Југ работим како главен тренер и во главно ги превземам на годишна возраст од 11-12 години најталентираните деца од тениски клуб Југ и заедно со мојот тим веќе имаме една слика кои се тие перспективни деца, кои се тие што во помладите категории постигнуваат добри резултати. Правиме селекција и тие доаѓаат во мојата, што ние викаме прва екипа, веќе селектирани и рачунаме дека они може да направат најдобрите резултати. Кажете ни за соработката со вашата ќерка Катарина. Па, соработка со мојата ќерка Катарина не е лесна, морам да признаем. Дефинитивно е тешко да се работи со сопствено дете. Јас едноставно пробам да она почитува сите правила како и сите други играчи. Меѓутоа, некогаш имаме проблеми затоа што таа мисли дека може да се однесува како дома и дека можда у некои ситуации треба да биде малце попустлив и да може така да прави што она сака, меѓутоа генерално таа е добар работник, можем да кажеме и добар професионалец и пред се со својата работа, со свој труд, вложување има постигнато солидни резултати. На што главно сте сконцентрирани за да се подобри играта на Катарина? Па, тука се повеќе работи. Сега во моментов мислам дека таа треба да работи највише на сервис. Мислам дека сервис е најслаба карика во нејзината игра. Генерално основна игра е доста солидна. Мислам дека може уште да се подобри на физичка припременост. Мислам дека тоа е исто елемент кој во моментот не е најдобар од повеќе разлози. Таа е добра ученичка, посетува редовно настава и да кажеме за психомоторичка припрема не останува доволно време. Тука се уште некои технички елементи кај бейхен слайс, кај воле игра и сега во зимскиот период највише сме фокусирани на пореди сето останато и на тие елементи. Кои се вашите планови за воиднина? Сега Катарина влегува во еден, да кажеме, доста тешок период во тениска игра, тениска кариера. Оваа година, 2015 година, беше последна година каде што она настапуваше во конкуренција до 16 години. Сега од 2016 година таа мора да се надпреварува во конкуренција до 18 години
во Македонија тоа е нешто што ќе биде нормално, меѓутоа на меѓународен план таа треба да настапува на ITF турнири до 18 години. Тоа се турнири на Интернационална тениска федерација кои се бодуваат за светска јуниорска ранглиста. Мислам дека играње на ITF турнири до 18 години е, можем слободно да кажем, 2-3 скалила по квалитет изнад тенис Юроп турнири до 16 години и од неколку разлози тоа е доста тешко за играње. Први разлог е што е тенис доста поквалитетен, а друго е турнири се поодалечени, ги нема толку во близина. Тоа значи поскапо за фамилијата која финансира. Ние ќе се трудиме у нашата можност да ја обезбедиме и као клуб и као фамилија таа да настапи на што повеќе турнири од календарот на ITF до 18 години и секако мислам дека оваа година, тоест во 2016 година за прв пат ќе настапи и во професионална конкуренција на турнирите од 10.000 години од календарот на ВТА. Тренирате многу јуниори. Дел од нив постигнуваат солидни резултати. Кои услови треба да се подобрат за јуниорите да продолжат во сениорска конкуренција? Да, јас за овие 18 години како работам во тениски клуб Југ сум работел со најголем дел на квалитетни македонски јуниори, исто така и професионалци. Еве сега во моментов имаме неколку добри играчи во наш клуб. Тука е Бојан Јанкуловски, негов брат Ѓорѓе Јанкуловски, Лука Андонов. Оно што е најпотребно, што ја мислим, тоа е да се пронајдат спонзориве кои што ќе учествуваат у развиток на помладите играчи. Тој прелаз од јуниорска во професионална конкуренција е најтежок, потребни се големи средства и мислам дека тука треба државата да застане кроз разни проекти, кроз наѓање спонзори за нив. Еве, сега во моментов е случај со Бојан Јанкуловски, кој е меѓу 100 јуниори ќе биде на свет. Меѓутоа, тој веќе цел за 2016 година прв дел е да настапи на јуниорски Гранд Слем и после тоа да се ориентира да игра во професионална конкуренција. Играње во професионална конкуренција захтева многу патувања со тренер, многу вложувања, практично големи парични средства, да кажеме минимум 30 до 40.000 евра на годишно ниво. Оно што е потребно е да држава застане зад нив, ништо друго. И на крај за македонскиот тенис. И во машка и во женска конкуренција немаме играчи во врвот на светските листи. Дали може да ни ги кажете кои се причините за ова? Па генерално Македонија е мала тениска нација. По моето видување, значи пред се мора да се создаде многу поголема база. Во овој момент ја мислам дека околу 20 клубови функционираат во Македонија. Голем број на клубовите се во помали средини и некои од нив немат ни услови за зимско работење. Ако споредите дека еден Белград има 120 до 150 клубови, мислим дека база е разлика во база е огромна. Еден Загреб има 170 клубови. Значи мора да создадеме голема база, голем квантитет на деца во сите категории, да после тоа го добиеме квалитет. Кога ќе го добиеме квалитет, веќе кажав, онда се потребни константни големи парични вложувања во младите јуниори и после сето тоа може да очекуваме да добиеме некој, да кажеме, топ играч меѓу првите 100 на ATP или VTA ранглиста.